Почитувани, продолжува распадот на Република Македонија со секој измина ден власт на СДСМ. Оно што го напоменавме на минатиот прес, дека освен распродажба на националните интереси, непотизам и вдомување на партиски кадри на нови работни места, СДС нема што да им понуди на граѓаните. Здравството во Република Македонија и официјално го допре дното. И наместо да се вработуваат професионалци, високо квалификувани кадри на работни позиции, кои ќе придонесе за подобрување на услугите за сите нас, се вработуваат партиски послушници кои се дрзнуваат без трошка срам и јавно да се пофалат за новите вработувања. Имено, неколку интернет портали излегоа со вест како активист на СДС од Прилеп јавно на Facebook изразува благодарност до градоначалникот Јовановски, председателот на Совет Миле Талевски, директорот на Прилепската болница доктор Драге Богоевски за вработувањето или, како што тој наведува во својата објава, дека му било осигурано животното прашање. А што ќе се случи со оние професионалци кои немаа партиска книшка од СДС, а цел живот инвестирале во своето образование, за накрај да бидат одбиени на огласите со смешен изговор дека дел од нив биле премногу квалификувани за работното место. Па нели СДС ќе воведуваше професионалност во работата и токму професионалците ќе беа тие кои ќе бидат носители на подобрите промени на напредок. Ова е невиден скандал кој уште толку ќе го поттикне масовното иселување на докторите и останатиот медицински персонал во странство. Затоа што за вистинските професионалци очигледно нема место во здравствените установи. Како резултат на катастрофалните политики, здравствениот систем тоне, како и се останато во оваа држава. 100.000 денари плата на лекарите, зголемување на капитациониот бод за матичните лекари и стоматолозите, подобри договори за лекарите, решавање на проблемите со специјалистите ќе останат само празни ветувања. Почитувани, оваа власт досега покажа дека работи строго за интересите на неколку фамилии, додека останатите се принудени да врзуваат едвај крај со крај. Затоа мора што поскоро да се замине оваа влада за доброто на сите граѓани, за доброто на Република Македонија. Затоа што пустошот кој го направија во овие година и пол власт ќе остави трајни последици за нас и генерациите по нас. Ви благодарам.